Министерот за администрација Дамјан Манчевски од своја гол преку сведоштво во кривичниот суд ги опиша собраниските инциденти лани од 27 април. Преку телевизија гледал како на собраните граѓани влегуваат во законодавниот дом. Раскаже дека толпата со тупаници удирале по секога, тој бил повреден со бокс и му го скршиле носот. Што чувствував? Веројатно беше основното чувство да се обидеме, да се организираме, да се спасиме. И тоа почнавме да го правиме со тоа што прво се обидовме да ги симнеме пратениците што беа горе на галеријата, да не случајно при налетот на толпа да некој падне долу. Немаше многу време искрено за размислување, затоа што се случуваше многу брзо, тоа беше и проблемот, дека луѓето веднаш влегоа во собранието, не пречени од никого. Прашан од обвинителката Вилма Рускоцка, Манчевски одговори дека во собранието кај еден од насобраните видел дека има оружје во задниот дел од панталоните под маичката. Подоцна прашање на Манчевски му поставуваше еден од 33-цата обвинети, Игор Јук. Генерално му беа одбивани, бидејќи ги поставуваше директно, а не вкрстено како што предвидува постапката. Јук го праша какво оружје носел, а Манчевски одговори дека не е експерт за оружје. Дали може тоа оружје да е пендрек, хебла, шрафцигер, нож? Како ако толку сте биле удирани со бокс ви бил скршен носот, цело време сте добивале закани за вашите деца, сте можеле толку јасно да видите дека јас сум фокусиран на Зоран Заев. Како ако други луѓе можеле да се доближат до него и да го удираат, јас не сум можел да го ликвидирам. Судот го одби и ова прашањето, како реагираше обвинителката Рускоцка дека е директно. Како што кажав и натре, се работи за оружје, не реков хладно оружје, се работи за оружје, кое што, како што и тогаш кажав во изкасот, тоа го повторив и денеска, беше дел од големата толпа на луѓе за кои што конечно денеска бевме повикани како сведоци да сведочиме за тоа што се случи пред повеќе од една година. Предходно Манчевски рече дека кога толпата сметала дека пратеникот Зијадин Села е мртов, тие се фокусирале кон тогашните пратеници од редовите на СДСМ, за како што кажат да речат Заев е следен. Министерот во судницата го сподели чувството на згрозеност кога на собраната толпа преку детели му се заканували и по животот на неговите деца.